Поради здравствени проблеми на судечкиот судија одложено е денешното рочиште за случајот Монструм, односно за масакрот кај Смилковското езеро од 13 април 2012 година, на Велики четврток пред големиот христијански празник Великден. Обвинителката Гордана Гешковска побара најстроги казни за обвинетите со образложение дека свесно ги масакрирале петмината македонци на Великден само за да предизвикаат страв кај православното население. Наспроти барањата на Гешковска, одбраната на обвинетите остана на тврдењето дека нема непосредни докази што би укажувале на фактот дека токму осомничените во Монструм се сторители на петкратното убиство. Експозитурата на македонски пошти на Скопски Битпазар на булевар Крстен Мисерков е ограбена изутринава од непознат маскиран и вооружен сторител. Според полицијата, ограбувачот се заканил на тројцата вработени и одзел околу 80.000 денари. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот и пронаоѓање на сторителот. До крајот на месецов ќе се знае новата цена на електричната енергија што граѓаните ќе ја плаќаат од 1 јули и ќе важи до 1 јули 2015 година. Регулаторната комисија за енергетика ги прави пресметките и нема информации колку ќе чини киловат час електрична енергија за домаќинствата. Од 1 јули 2013 година цената на струјата во Македонија беше намалена за 4,48%. Фирмите со либерализацијата на пазарот на електрична енергија ги почувствуваа бенефитите со намалени сметки од 25 до 35%. Либерализацијата пак за граѓаните ќе стартува од јануари 2015 година, а дел од компаниите снабдувачи најавија дека ќе ја вратат ефтината тарифа на струјата. Џани Питела е именуван за вршител на должноста претседател на Европскиот парламент, со оглед на тоа што досегашниот челник на Европарламентот Мартин Шулц е избран за нов лидер на групата на социјалистите и демократите во Европскиот парламент, тој се повлече од претседателската функција, па Питела ќе го заменува до конститутивната седница на новиот состав на Европарламентот, закажана за 1 јули во Страсбург. Специјален тим од 110 луѓе од Европската унија, Светската банка, Обединетите нации и од Босна и Херцеговина ја заврши проценката на штетите од поплавите во државата. Според нив штетата е над 1,5 милијарди евра. Таа оценка е значително повисока од првичните прогнози за 1,3 милијарди евра. Извештајот за штетите ќе биде основа за големата донаторска конференција во Брисел во првата половина на јули. Се очекува да се обезбедат околу 1 милијарда евра помош. Припадници на групата Исламска држава во Ирак и Левант киднапираа 60 работници, меѓу кои и 15 турски државјани кои учествувале во градежни работи, објавија турските медиуми. Меѓу киднапираните има и државјани на Пакистан, на Непал, на Бангладеш и на Туркменистан. Киднапираните граделе болница. Турското министерство за надворешни работи се уште не го Над 21 лица загинаа во експлозија во центарот на Даматура во северна Никерија, каде се прикажувале надпреварите од светското фудбалско првенство. На почетокот на оваа недела во Кенија пак вооружена група од 50 лица уби 48 луѓе во кенискиот град Мпекетони, исто така додека гледале пренос од светското првенство.